Размислував и постојано ми се вртеше еден шеговит, ироничен, саркастичен, како сакате, напис, текст, меме на некаде на Facebook или друга социјална мрежа, кој што велеше нешто во насоката: немаме ние проблем со развојот и растот на вештачката интелигенција. Ние имаме проблем со развојот и растот на човечката интелигенција. И затоа денеске сакам да се осврнам на овој аспект, на овој поглед, на оваа форма на разбирање на нештата, иако јас не сум експерт ниту во технологија, ниту во вештачка интелигенција, допрва ги учам, како што учејки ги мои учесници, индивидуални или во групи, кога најчесто учиме за вештини, техники на јавно говорење, јавен настап, и стравот им доаѓа од таму што не се толку експерти во тоа, па велам: а дали знае, кој од вас знае да вози кола? И сите ќе дигнат рака. Добро. После ги прашувам: а дали возиш камион? Па не. А дали возиш професионално за пари? Не. Така и велам, и говорењето, презентирањето ти е една вештина, ти е еден дел од тебе кој што ти треба за твојата работа и не мораш во тоа да си професионалец. Или пак ги прашувам: кој знае да готви? Готвите ли нешто? И сите дигаат рака, и машки, и женски, не е нели само тоа женска обврска. И исто ги прашувам: а дали си професионален готвач? Не. Имаш ли ресторан? Не. Дали работиш некаде за плата како готвач, готвачка? Не. Па така велам, да се насочиме и да размислуваме и за говорењето. И денес доста примери ќе споделам од тие практики, сакајќи да ја ставам темава и токму да се представам пред вас како некој кој што не е експерт во областа и сосема има право и можност да сподели своја страна, своје гледиште, своја рамка на нештото како некој што е корисник на вештачката интелигенција. Јас често сакам и да просто си размислував зошто ја нарекле вештачка интелигенција. Пак ја создал човекот, ја креирал, ја развивал. Или сакам да си играм со зборот artificial, не значи нели како синтетика, па и синтетика зборот доаѓа од синтеза, пак човекот ја направил. Туку сакам повеќе зборот арт да ми се провејува во умот и во на како се изразувам за тоа. И така денес подготвив еден аспект, нешто што многу често како форма и техника го користиме во методологијата НЛП или невролингвистичко програмирање, кое што е комбинација од огромен број методи, невронаука, психологија, па тука има и роботика, па тука има и биологија и така натаму. Го нарекуваме рефрейминг. Че ќе дадам една, можеби се надевам поинаква рамка, и не сум тука да ве подучувам AI, самата сум се уште ученик и почетник, туку како да го користиме, да ни помага и ќе разгледаме како тоа би можело да го направиме, како може таа комбинација да направиме, како што им велам на моите ученици, учесници, како можат и јавниот настап и говорењето да го искористат без да мора да станат професионални говорници, мотиватори, спикери на телевизија и така натаму. Рамката која што сакам да ја понудам денес и која ми е намерата, до која емоција, до која цел, до која придобивка за вас од моево говорење, тоа е следната. И да ви признам, комбинацијата, односно слоганот го најдов со помош на ChatGPT, се охрабрив, велам, дај ми зборови, дај ми игра на реченици, на како да го изразам тоа и тоа. И комбинацијата што ја добив е lead with heart, think with AI. Значи, води со срце и на тоа ќе се насочиме. Чекајте малку, што станува со човечката интелигенција, односно со 8 вида интелигенција за кои што примери ни даде самата Габриела и многу ми помогна. Добив тука некои 5, 6, 7, 8 минути плюс. Што станува со човечката интелигенција? За да можеме да се плашиме, не плашиме, користиме, прекористиме, лошо користиме или добро користиме секој друг вид на технолошка интелигенција. Убаво ме представи, фала ти многу, Емилија, и она што сакам повторно да додадам, која сум и што работам 15 години, работам и се развивам во областа на професионален обучувач, тренер, коуч, па тука спаѓа и говорник, кога треба да говорам,
И претходно имам долго искуство во областа на маркетинг, комуникации, било да е тоа во светот на рекламни агенции, Кока-кола и се што спомнавме, или во светот на меѓународни организации. И си велам како тоа може да користи. Ке го спомнам примерот дека јас сум од минатиот век. Верувам дека повеќето тука сме од минатиот век. Дури и ќерка ми која гледам во публика и за тоа сум благодарна. Од минатиот век имам огромно искуство и сум во онаа група на која би рекле кај сега ти на 50 години зеде тоа и тоа да правиш или да учиш. Не, јас сега најмногу учам. Од 50-та, после 50-та, најмногу учам. И не се срамам, и имам желба. И дури, замислете, јас, која реков, не сум некој технолошки тип, имам другарки кои велат, не сум јас толку технолошки писмена како тебе, или не сум, јас некако, како вели, имам отпор кон технологијата, не сум како Ирена, која сака. Јас не дека сакам или реков, не сум родена или учела за инженер, туку сваќам дека нашиот развој, нашето постојање, нашето влијание во заедницата, на планетава, во која било професија или како родители, како партнери, зависи од нашата флексибилност, а не од нашиот отпор, од крути идентитети. Јас сум тоа и тоа, па и тоа не ми оди. Истото ги учам кога учиме за јавен настап, ке речат што? Јас сум тремаджика. Идентитет. Не си тремаджика, само треба ако сакаш и ако ти треба да научиш вештини, да научиш поинакви верувања за себе, да веруваш, окей, можеби не сум Брайан Трейси или кого друг да кажеме, Барак Обама, Мишел Обама или разни говорници, но сосема добро учам, вежбам да говорам во мојата работа, во мојата професија. Па така и јас, храбро, полека, на свој начин и со помош на паметни млади жени како Моника, учам се она што ми притребува да учувам за мојот опсег, моето дејствување да бидат подобри, повлијателни и да креирам поголеми резултати кај луѓето со кои што работам. И сега прашањето кое што нели е и корен на темата, човекот или машината. Има и некои филмови се сеќавам или песни, може и поинаку се викаат. Мојата порака денес и она што сакам да го извлечете како корис за себе е моќта на зборот и. Не само како АИ, ЕИ, како интелигенција, туку сврзникот и. Многу често не учат дека треба да избираме или тоа. Така? Многу сакам црно-бели комбинации се гледа нели по мене и по моите фотографии, ќе видите и логото на фирмата и се, и од каде ми е тоа. Го прифаќам и црното и белото и правам своја комбинација. Може и, не мора или црно или бело. Тоа често се сретнува и во размислувањата кај луѓето. Забележете го дискурсот, дискусијата на социјални мрежи или на состаноци. Или е тоа. Не, ниту една крајност не е добра. Убавината е да го најдеме својот баланс, својата потреба. И верувам дека убавината е во и човекот и машината. Човечката интелигенција и таа другата што пак човек има створено, нахрането, програмирано, така? Не јас, економист, лингвист и друго, туку вистински инженери. Моќта на и ве канам сегде во животот да ја користите. Кај мене во работа со клиенти ми помогнала многу да им помогнам да се одглават и да се расшират. Па не може, како можам ја сега тоа или тоа? И ќе речам и тоа и тоа. А како би било да бидеш и тоа и тоа? Например, и брза и квалитетна. Или брза или квалитетна. А како би било да си дозволиш и брза и квалитетна? Ве канам тој принцип да го користите во сите сфери на животот. Исто како што ве канам некој побрзо од мене, некој поспоро од мене да учите, примате од оваа креираната интелигенција, каде, колку и што ви треба во животот. Да биде тоа вашето и, вашето додавање, дополнување, а не место на избор. Или е добра, или е лоша креиранава. Ова ми се збор кој денес се тука ми излезе. Креирана интелигенција, не просто вештачка интелигенција. И да видиме како тоа можеме меѓу себе да си помогнеме. Сакам со некои примери и приказни да доловам ситуации каде што едните или другите сме подобри, каде што нашава природна
така како ја наричаме, интелигенција или способности или вештини или присуство што се бара е поважно и понезаменливо, а каде пак е подобра, па и понезаменлива, ако речеме, технологијата, односно креиранава интелигенција. Да разгледаме кои се тие ситуации и навистина речеме, па навистина не може баш секаде да не замени, или пак да речеме, па стварно не мора баш секаде ние да бидеме и се ние да направиме. Длабокиот страф од делегирање и губење контрола. Многу го сретнувам, особено со жените, кога работам со лидерки, со менаџерки, просто непуштање, делегирање други да направат. Како и да биде тоа. Една огромна одговорност и чувство на вина ако јас не го направам тоа. Нели ќе бидам осудена. И низ примери ќе видиме, како јас го гледам и наблюдувам ова, каде човекот, ние луѓето, нашето присуство, знаење и искуство е незаменливо, а каде е подобра машината. Еве, човекот може и да сгреши. Може и машината да сгреши, може и видеа да не се пуштат, затоа сите безбедно немаме видеа денес. Емоционалната интелигенција, сите други видови интелигенција кои што ги имаме како луѓе, тоа го открив при истражувања, подготвувајќи разни курсеви и работа на себе и на другите. Открив дека еден некој научник, па потоа и други, почнале истражувале и крајот на минатиот век рекле, реално имаме ние 8 видови различна интелигенција. Ако ја преведеме интелигенција како способност на снаоѓање, капацитет, вештини, дарби, ќе ги пронајдете сите овие, ги спомна Габриела повеќето од нив, вербална интелигенција, интерперсонална, можам со луѓе да градам релации, интраперсонална, можам да анализирам себе си, да рефлектирам, свесна сум за своето присуство, реагирање, однесување. Имаме телесна интелигенција, и таа се вежба и се учи за јавен настап. Спортистите се одлични во тоа, танчерите се одлични, не сме сите одлични во тоа. И ништо страшно. И не можеме да речеме, леле, јас имам 2 леви нозе. Не, само ке сватиме дека, окей, тоа не ми е силна страна, па не ми е веројатно ни професија или не морам да го форсирам. Како можам да го подобрам? Јас го подобрив со тренирање карате, после 50-та година започнав. И подобро паркирам, возам наназад, подобро се снаоѓам. Таму ја ојачав мојата телесна интелигенција. Имаме просторна интелигенција, и тука немам високи оценки, морам да признам. И што правам? Не се форсирам. Кога треба некаде преку да се оди подалеку или надвор од град, прибегнувам на тоа некој друг да ме вози, бидејќи мене просторот не се снаоѓам баш најдобро. Имаме визуелна интелигенција, цртање, комбинација, архитекти, поврзување. Имаме математичка интелигенција, природна интелигенција, или како се викаше еколошка интелигенција, како да се споиме. Помислете колку луѓе немаат развиена еколошка интелигенција. Колку ѓубре фрламе наоколу, колку сме штетни наоколу, себични. И не знам дали имаше уште некој, а сето ова можете да го најдете и прочитате во технологијата и во датабазите на оваа другава конструирана интелигенција. И не можете да одлучите дали ќе го примените и спомнете во ваше говорење. Значи, спонтаноста, излегувањето на нашето искуство, нашето присуство се незаменливи. Емоционалната интелигенција. Луѓето гледаат на неа како на некој луксус, како на некоја дополнителна вештина, нешто модерно што сега го учиме. Всушност, учење за или станување свесен дали имаш, немаш или треба да доразвиваш емоционална интелигенција е исто важно колку и да знаеш да одиш, да пишуваш, да пиеш вода, да дишеш, да се истушираш. Емоциите се енергија која што врви низ нас, која што управува со нашите состојби, со нашето однесување. И исто како и со конструиранава, креиранава енергија, можеме да бидеме заложници, можеме да бидеме другари со емоционалната интелигенција, да сме свесни за своите емоции и како да влегувам од состојба во состојба, или да сме во состојба, значи ме изнервира, живците ми ги скина, значи ова ми го правиш намерно и така натаму. Другите да се винуваме да не сме свесни како ние реагираме, како ние ги креираме своите емоции или како влијаеме врз тугите емоции, да ги препознаваме тугите емоции. Тука ќе ви раскажам неколку примери, особено
ги спомнав ете во тие тренинзи за јавен настап и коучинг или менторство, токму неделава, така ми се заради оваа недела на вистина полна секој ден активности, привршував во една компанија, втора група, обучување, тренинг за јавен настап и говорење, презентација. И учевме и на крајот обично имаме како завршна презентација, каде што си даваме фидбек, што е добро, што треба да се промени. Исто така имам и снимен курс за јавен настап, говорење. Луѓето може да си го купат, да си слушаат чрез видеолекции, текстови материјали и после тоа се случува да ми се јават да побараат повторно индивидуална работа, да дополнат малку. Па така и на овие обуки, не верувам дека конструираната, креираната интелигенција може да даде фидбек, да го процени секое микродвижење, бојата на кожата, тонот на гласот, каде зеде пауза, каде отиде наназад, каде зеде воздух или дали дишеш воопшто. Може да те научи, може да те подучи, може да те нахрани со податоци, со техники, правила и не може толку да ти даде фидбек. Се презентира, зборува една жена, искусна, долги години и вежбаме, нели, не се бара совршенство, но даваме фидбек и раскажува, или имам толку и долга кариера, тука сум среќна во оваа компанија, сум само 6 месеци и спонтано, несвесно оди назад со една нога. Креираната интелигенција може би нема тоа да го забележи и да ја постави прашање тоа фидбек ти беше супер се и како се чувствуваше, дали си свесна дека кога кажа за твоето присуство овде во оваа компанија, ти отиде еден чекор наназад. Дали може би ти се уште не веруваш дека си тука прифатена туку дека си адаптирана, дека си и овде лидер, ветеран или се уште си млада. Креираната интелигенција не може тоа да го забележи. Или во коучингот, пишував минатиот месец некои такви постови инспирирана од други настани во странство. Може да ChatGPT и другите апликации, платформи да ти дадат и совет и да ти слушаат. Читав и тоа дека многу расте најголем процент на користење на ChatGPT, многу е пораснат во последните години на потреба некој да ме изслуша. Зашто најмногу го користиш GPT? Некој да ме изслуша. Тоа го добиваат луѓето и на коучинг, ако се охрабрат да отидат на коучинг. И не е само да го изслушаш другата страна, таа друга индивидуа. Да го слушнеш, да го осетиш она што не го кажува. И да го поставиш вистинското прашање во вистинскиот момент. И да осетиш кога зима воздух. Дали зима, како, реков тие микродвижења, боја на кожата, каде оди погледот. И да дадеш фидбек, да поставиш прашање. Храбро да одиш длабоко, а сепак да држиш една безбедност за таа особа, за да не предизвикаш бурни реакции. И да дојдеш до коренот на длабоките верувања за себе, за другите или за контекстот. Се уште не може тоа да го направи креираната интелигенција, што човекот ја креирал. Како ќе биде во некоја далечна иднина, не знам. Како што не знаев и пред 30 години, кога почнував професионално да работам, не знаев дека ќе има Facebook. Не знаев дека волку ќе се развијат телефоните. Поима немавме. Ќе се адаптираме како што ќе доаѓа иднината. Но сега и во наредниве некои десетина или колку сакате години, креираната интелигенција не може тука да ве замени. Не може да ви ја изфенира онака супер косата и да ви го намести секое влакно. Среќни сме, ќе видиме после што може во некои области да не замени и да биде дури и подобра од нас. Менторство. Менторирате некого на работа. Не мора да сте професионален коуч, ниту обучувач. Сте поканети, промовирани, почестени. Добро е ако сте и малку истренирани, да ви дадат тренинг, да бидете некому ментор. Исто така, во креираната интелигенција и во сите платформи ќе најдете многу податоци, бројки и искуства. Ама менторот прошол лично низ тие искуства. Со крв, месо, нерви, клетки, енергија. И може да те води да ти кажува
ова ќе го направиш, ова ќе го научиш, ова е сега твоето патување. Може да го адаптира многу подобро на твоите потреби, твојата уникатност, твојата специфика. Многу зачудувачки луѓето реагираат кога ќе им потенцирам дека не постои друга личност како тебе на планетава. Ниту постоела, ниту ќе постои. Дури и тоа клонирање да успее, нема да биде истата комбинација на клетки, на вибрација, затоа што тоа постојано се менува. Единствена комбинација сме сите ние. И затоа поединечниот пристап е многу важен и многу вреден. Така. Каде уште сме незаменливи? Емоции, сетила, допир. Не е ист допирот на човечката кожа на кожа, нешто што ние како социјални општествени суштества ни треба и допирот од робот. Благодарни сме на роботот за се што ќе направи подобро од нас. Може нема да му затресе раката во операција, но не може да го замени човечкиот допир, размена на енергија, на емоции, движење, сите сетила. Не може да не замени во уметноста. Колку и да се генерираат, креираат, сепак еднорачно изработено дело се уште има поголема вредност. Не може да не замени во спортот. Ако сами не го изодиме, што ќе ни направи креираната интелигенција? Како ќе ни го затегне телото или забрза мускулите, движењето или надпреварувања? Не може да биде танчер, не може да биде да направи перформанс на сцена. Тука се уште е незаменливо. Има големи области каде што човекот, личното индивидуално присуство се незаменливи. Како за нас, така и за другите. Да видиме сега каде пак машината е подобра од нас. Или креираната, создадената интелигенција, АИ, е подобро од нас и зошто да не и се препуштиме, потпреме, побараме помош. Голем број од ова веќе беше кажано, ќе допрам некои примери и поттикнам, повторам. Велам, не сум некој промотор, се уште и јас истражувам и може само да ве охрабрам и поттикнам на размислување. Може да ни донесе многу повеќе информации отколку што ние самите можеме да запамтиме, да имаме пристап, да чуваме, да испечатиме, може да ни донесе многу повеќе складирани искуства и знаења многу побрзо. Значи, добиваме ширина, добиваме брзина. Ако некаде ни е потребно, зошто да не го побараме тоа, зошто да не ја побараме таа помош? Може да ни биде трезор, да ни чува информации кои што ние ги споделуваме, ги оставаме таму и па од тој трезор и ние да влечеме и да позаемуваме за наши потреби. Не може да ми ја подготви презентацијата и присуството, ама вистина може да ми помогне да ме забрза, како што ви покажав на почетокот, да направи некоја побрза пубава комбинација од зборовите, пораките што сакам јас да ги пренесам. И може да ни помогне за поголем напредок. Побрзо да напредуваме, наместо да правиме некои физички куцни внеси работи, или препишувај, или сам истражувај, често ги користиме во истражување, пушти го да истражи, да ти собере податоци, па ти од тоа креирај дело, текст, материјал, дај ја својата вредност внатре. Ама не мораш ти да одиш со години самиот самата да истражуваш, да распрашуваш, да собираш информации. Рекоа и претходните говорници, да си дадеме дозвола и време за повеќе креативна, односно создавачка работа. Креација, зборот доаѓа од латинскиот збор креере, што е исто што и создавање. Да си дадеме време и можност за повеќе создавачка работа. За тоа можеме да ја користиме и консултираме креираната интелигенција. И каде е моќта на синергијата? Полека да заклучуваме. Да го искористиме, да го јакнеме, да се освестиме дека човечкиот потенцијал не го користиме толку многу и толку доволно колку што би можеле да го користиме. Како би можеле да го користиме? Ако се развиваме, ако си дозволиме да учиме, да побараме помош, да побараме мислење од други, да работиме на себе, да ги предизвикуваме своите верувања. Многу од мои верувања јас ги надминав работејќи со коучеви и тренери, не само затоа што ми се собраа години животно и работно искуство.
Променети верувања мене ми носеа поинакви постапки, поинакви одлуки и поинакви резултати, кои што некојаш не сум можела ни да ги сонувам и замислам, оти не ни постоеле. Работата на себе и заедно во соработка со таа технологија, односно креирана интелигенција, може да не однесе кој знае каде, ако ние дозволиме. Тука исто ве поттикнувам и канам да го применувате во присуството свое, во личниот свој развој и давањето ваш придонес. Моментот дека не мора се да знаете, не мора се да контролирате, не мора се да е предвидливо. Треба да го знаеме првиот чекор, да се препуштиме на процесот, треба да знаеме зошто сакам нешто да направам, да почнам, која ми е намерата, што сакам да постигнам. И просто да тргнеме во тоа едно истражување, па и не мора да сме 100% подготвени. Да дозволиме технологијата да помага каде што ние не можеме да стигнеме, секаде, и да креираме заедно еден поубав свет. Да, убаво рекоа и предходните говорници, Габриела особено истакна, и ножот може да убие човек, може да исече кришка леб да нахрани некого. И барутот, и нуклеарното јадро, физија, фусија, што сакате. Така исто и оваа креирана интелигенција и креирана технологија, пак создадена од луѓето, и просто не ни знаеме зошто универзумот ја носи постепено на планетава. Ние си мислиме дека ние се знаеме, ние сме најпаметните, факултетот, презентациите. Занемаруваме, луѓе се смеат на хороскоп, а тоа е влијание на планетите. Забораваме дека сме дел од една планета, од еден универзум, многу планети, кој знае што се има бесконечно, и ние ќе одлучуваме, нели мора вака или онака да биде. Отворено, храбро да му помагаме на универзумот, на креативната животна сила да креира, да сме погласни кај што треба за добро, а да не се плашиме толку од лошото, и лошото си брка работа. Секако. Наша задача е да јакнеме таму каде што можеме добро да направиме и да придонесеме повеќе. Така што и не знам каква ќе биде иднината, и тоа е окей. Спремна сум да учам секој ден повеќе, да растам, и моето присуство, не само моето знаење и информации, да биде од корист, да биде влијание, да биде... Тоа ми е и професија, а тоа ми е и пасија, морам да признам. Да одам во иднината, па не знаев ни за ова дека ќе постои пред неколку години на ваков начин, па еве го сега е тука. Кој знае што ќе биде за 5, 10, 50 години. Ви благодарам на присуството пред се, на енергијата што заедно тука ја градиме, на сите овие клетки и неврони што се тука во овој момент. Потоа ви благодарам на вниманието, најскапата валута во денешно време. Не се парите, не е златото, не е биткоин, не е ни времето, туку вниманието. Attention, фокус. На што го ставаме вниманието, енергијата оди таму и тоа ни се случува. Тоа добиваме во реалниот свет.